Тука си бил. Дојди малце, дојди ти покажам нешто. Види, брат, најдов торта, чоколадна торта. Шо мислиш, сакаш да направиме денеска? Шо ти е, каква торта е, брат? Дечки, дали сте спремни? Денеска правиме прекрасно трилече. Не сте спремни. Земи, брате, парче хартија, пенкаво, запиши се што ти е потребно, да не го враќаш после видеото пак назад. Во ред, што ни е потребно за едно убаво трилече? Потребно ни е да направиме еден пандишпан, основата на целата торта. Потребно ни е, тука имам 150 грама брашно, 150 грама шекер, 3 јајца, 6 грама прашок за пecivo, крем карамел, многу нормално, нели? Тоа е филот. И на крајот посипуваме млеко и хопла. Ни фали уште едно млеко, за џабе не би се викало трилече, но за жал го немам и не би го преферирал да го ставам. Во ред. Значи правиме 2 лече. Што е добро во овој рецепт? Што не треба да додаваме, да палиме некои миксери или нешто слично. Првично, што ни треба? Првично, ја составаме сувата смеса. Го додаваме брашното. Па го додаваме шекерот. И нормално го додаваме пецивото. Сето тоа убаво го матиме, целата смеса, се додека чисто не се соедини. Во друга посуда ги кршиме 3 јајца. Претходно, многу важно, дечки, многу е важно претходно, јајцата да бидат на собна температура. Првото јајце. Второто. Третото. Матиме. Постепено го додаваме брашното, шекерот и прашокот за пecivo. Вака нешто од прилика би требало да биде и да изгледа таа смеса. Гледате, не е многу густа, не е тесто. И нека не ве плаши што има толку малку, со оглед на тоа дека оди на печење, дека имаме прашок за пecivo, имаме јајца, самата смеса да си го направи своето. Видете. Прекрасно. Така. И вака подготвениот пандишпан оди на печење. Половина час, 120 степени, идеално. Вака е идеално испечен пандишпанот, тоест за трилечето. Сега, многу битно нешто е да се заврти обратно, да се избоцка со вилошка и потоа се сипа млекото. Сега ќе ви покажам како тоа се прави. Останете со мене. Во претходно тенџере додаваме половина литар блага хопла, половина литар млеко, млекото и хоплата треба да дојдат до степен на бриење. За тоа време ќе го превртиме пандишпанот, како што кажав. Тука, во истата посуда, нормално ќе отстраниме хартијата за готвење. Прекрасно. Сега, многу важно е да се избоцка пандишпанот со вилошка, за да може млекото убаво да навлезе во пандишпанот.
Исто така, што е многу важно, треба млекото да биде врело, а пандишпанот да биде ладен. Ако и двете бидат врели, ќе се растури пандишпанот. Млекото веќе не е во идеална состојба каде што веќе треба да се стави тука да се натопи, тоест пандишпанот. Тука сега веќе готово го исклучуваме, доволно е. Сега постепено, кутлача по кутлача додаваме во пандишпанот. Немојте цело млеко да го сипате наеднаш. Ви кажувам од искуство. Во готвењето никогаш не треба да се брза. Постепено, но сигурно. Сега нека не ве плаши што ќе видите на крајот дека се уште има млеко, затоа што процесот на трилече не е едноставен и брз. Треба да зачекаме потоа едно час и половина да отстои во фрижидер, да се излади и потоа ќе забележиме дека млекото веќе исчезнато, тоест е впиено во самиот пандишпан целосно, да се рече до последната капка. Сега, најубаво би било од сега да се исече на коцки, затоа што после кога ќе го ставиме крем карамелот, нема да можеме тоа да го направиме. Ќе ни биде многу тешко. Во ред. Со убаво тенко ноженце, сечеме колкави сакаме да ни бидат порциите, коцките или парчето трилече. Еве јас вака ќе го направам на 3. Идеално. Го исеков трилечето на коцки. Сега ќе го додадеме крем карамелот. Прекрасно изгледа, дечки. Прекрасно изгледа. Епа, дечки, вака подготвената чоколадна торта, не. Вака подготвеното трилече оди сега на ладење едно час и половина, како што ви кажав. Чао до тогаш. Епа, дојде време да се проба трилечето. Готово е, дечки, се излади. Мислам дека е време да се проба. Ајде да видиме што сме направиле. Делува интересно, вкусно, сочно. Првото парче секогаш е тешко да се извади. Знаете и сами, што и да е, дали е лазања, дали е торта. Погледнете. Погледнете го ова. Погледнете го ова. Ете, видите, млекото, може би уште малце и ќе исчезне. Погледнете, прекрасно изгледа, прекрасно. Мора да се проба.